Македонија изобилува со археолошки пронајдоци и локалитети, но ке мора во брзо време да се конзервираат доколку тие треба да бидат за показ на јавноста. Ова го вели професорот по историја и археологија при Штипскиот универзитет Трајче Нацев, кој што е воедно и конзерватор. Според него често се случува да поминат и децении за да се пристапи на реставрација и конзервација на остатоци од значајни периоди. Па да ви кажам дека Македонија е меѓу земјите на Балканскиот полуостров и дека целиот Балкан е богат со културно минато. Во рамките на досегашните истражувања кои што ги имаме, кои што се вршат на цела наша територија, се откриваат секоја година нови објекти. Меѓутоа, за жал, можам да кажам дека конзервацијата на истите дека се одвива многу ретко и дека минува доста време за да се пристапи кон конзервацијата на објектите. Поради тоа, конзерваторите, кои ќе дојдеме да го конзервираме објектот, ние се соочуваме со одредени тешкоти, а тоа е дека имаме, да речеме, една ситуација која е завршена после археолошките истражувања, а кога ќе почнеме со работа имаме сосема друга ситуација. Во смисол на тоа дека поголем дел од зидовите кои што биле сочувани, од целата таа архитектура, која што била сочувана по археолошкото истражување, сега можеби со 20-30% е повеќе оштетена, неголи да се почне одма со конзервацијата на самите објекти. Инаку деновиве завршува конзервацијата на средновековната црква која што е откриена под цареви кули. Во наредната фаза од Струмичкиот музеј велат дека ќе почнат со партерно уредување на локалитетот со достапни патеки и информативни табли за да се презентира и пред пошироката јавност.